Еве и самата ситуација во која што се наоѓа канцеларијата на претседателот Ѓорѓе Иванов ги дава сите информации за тоа како помина денешниот ден и како поминаа протестите овде во центарот на градот. Демолирана е целата канцеларија, искршени се прозорците, има голем број на остатоци од луспи од јајца, но најстрашното е што има голем број на камења кои што демонстрантите ги користеа за да фрлаат кон канцеларијата со цел да ги уништат прозорците и да го искршат сето стакло. Овде имаше дожд од камења. Постојано полицајците се бранеа да не бидат повредени, а и кон нас новинарите ние се обидувавме на секој начин да се прикриеме и да не настрадаме од ваквите камења, но ете, за среќа бев погоден, но тоа помина многу лесно и нема никакви посериозни повреди. Оние полицајци кои што ги затекнав овде, како ја бранат и како ја обезбедуваат канцеларијата, велат дека биле отповикани од граничниот премин во Гевгелија, каде што претходните денови македонската полиција ја штитеше оградата од бегалците кои што сакаа да стапнат на македонска територија легално, па така велат дека се доста изморени, дека директно од Гевгелија доаѓаат овде со цел да ја стабилизираат контролата и да ја стават во најдобар ред. Во моментов, како што забележав, мирно состојбата е вратена во нормала, демонстрантите полека се враќаат назад во нивните домови. Имаше дел од демонстрантите кои што му патуваа порака на Зоран Заев, кој што беше присутен таму, да не се слика со нив и да ја преземе контролата во негови раци, да го реши овој проблем, а дел од граѓаните и новинарите се збунети околу тоа зошто Зоран Заев излезе на протести кога со ваквата одлука на претседателот Ѓорѓе Иванов тој се спасува од, како што велат тие, од сигурен затвор. Како што кажа, во моментов состојбата пред штабот на ВМРО ДПМН е мирна, како ќе продолжи ова, бидејќи има и некои најави за протести во четврток и како ќе се реши ова ситуација, дали пак ќе се преземат некои конкретни мерки за да се промени ваквата одлука за која што и од ВМРО ДПМН се изненадени, исто како што се од СДСМ, тоа останува да видиме.